Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на истината. Сакам да ве поздравам во името на Господа нашиот Спасител Исус Христос. Почитувани се разбира, зборуваме за прекрасни теми. Всушност имаме серија на предавања на овие прекрасни теми, а темата која што на вистина не возбудува или предизвикува едноставно кај слушателите да се појават интерес. А тоа е да зборуваме за последните времиња, за последните настани. Оно што се случува денеска, а ќе се случува, се разбира, и во иднина. Живееме во многу тешко време. И затоа сме свесни сите, и затоа размислуваме за последните времиња. Многу често пати кога се дискутира со одредена група, со таргет група, кога дискутираме, сите размислуваат дека го живееме последните времиња. Но Библијата по овие прашања ни дава одговор и затоа секоја емисија препорачувам да се чита Библијата. Не тоа да се слушаат едни, други, трети, па да се земаат одредена литература која се бави со ескатологијата, па да се слушаат многу говорници, туку најубавата работа што можете да ја направите, почитувани, е да ја земите Библијата и на сите ваши прашања таа ќе даде одговор. И длабоко го верувам сето тоа, затоа што и јас самиот ви зборувам од самото Свето Писмо, писмо кое е инспирирано преку Духот Свети. Писмо за кое апостол Павле вели дека е од Бога. И затоа ви зборувам за последните времиња, затоа што Бог ги има во своите раце последните времиња. Тој ги задржал во својата десница и тој најдобро знае што ќе се случува во последните времиња. Но како што кажав, очекуваме да настанат времиња тешки. Библијата зборува дека ќе дојдат времиња тешки, времиња како што не биле од почетокот на светот. Но затоа сега, ова вечер, ќе отвориме во Евангелието на Матеј, од каде ја црпиме нашата тема, од каде што и ние самиот текст на овие серија предавања, ќе читаме од 9 па до 11. И еве што вели, се разбира Господ Исус Христос, а овие зборови ги запишал апостолот Матеј. Тогаш вас ќе ве апсат, ќе ве измачуваат или казнуваат и ќе ве убиваат. Поради верата во мене, по целиот свет, ќе ме мразат. Во тоа време мнозина ќе се откажат од верата во мене, едни со други ќе се издаваат меѓу себе, ќе се мразат, ќе се појават многу лажни пророци и ќе завзедат многу мина. Замислете што Господ Исус Христос зборува. Во тоа време мнозина ќе се откажат од верата. Па денеска сме сведоци на многу луѓе кои што стварно ги оддале своите животи пред неколку години наназад во минатото, а денес се имаат откажано во верата која што ја имале во Господ Исус Христос. Во последните времиња нашата вера ќе биде тестирана или проверена. Светото Писмо јасно зборува дека ќе дојдат тешки времиња или тешко време, кое што ќе не може да се опише. Време кој што ќе биде хаотично, време, за тоа ни зборува и самата Библија. Лека по лека стануваме се посвесни и разбираме дека живееме се потежок и потежок живот. Библијата многу јасно зборува дека нашата вера ќе биде преиспитана колку навистина сме верни. Се разбира на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Затоа апостолот го советува Павле, поточно Тимотеј, да биде Христов војник, и тоа во време и невреме. Тие што имаат одено во војска знаат што значи во буквална смисла да се биде војник во време и невреме. Исус вели дека во бурно време се разбира, се мери или се гледа нашата вера. Еве ќе отвориме во Лукиното Евангелие, значи ќе отвориме заедно во Лукиното Евангелие и ќе видиме еден прекрасен настан
кој ни е опишан па дури во останатите евангелија, но ние ова вечер ќе отвориме во Лукиното евангелие 8 глава од 22 па се разбира до 25. И еве што ни вели словото Господово. Еден ден влезе тој во коработ, се мисли на Исус, со своите ученици, па им рече: да поминеме од другата страна на езерото. И појдоа. Додека пловеа, тој заспа, се мисли на Исус, а над езерото се појави бурен ветер. Водата навлегуваше и тие беа во опасност. Пристапија и го разбудија, говорејќи: учителе, учителе, загинуваме. А тој штом се разбуди, им заповеда на ветрот и на брановите, и тие се смирија и настана тишина. Па им рече: каде е вашата вера? Маловерни. Многу често пати се наоѓаме во една ваква животна бура, каде нашиот живот е во опасност. Но видите, кога дојде време учениците да бидат во една ваква животна бура, Исус му вика: маловерни, каде е вашата вера? Тоа значи дека верата лека по лека како да почнува да ја губиме, затоа што настануваат тешки времиња, па дури некои, како што кажав, и се откажуваат од верата. Во последните времиња верата може да згасне и да дојде до одрекување од Господа. Апостолот Петар може да ни послужи како еден навистина соодветен пример. Во Матеј ќе прочитаме 26 глава. И еве што вели таму. Исус им рече: вистина, вистина ти велам, ова не уште пред да пропее петел, 3 пати ќе се одречеш од мене. Еве да отвориме во Матеј 26 глава и ќе читаме од 69 па се до 75 и ќе видиме што словото Господово навистина ни зборува. А Петар седеше надвор во дворот. Се приближи до него една слугинка, па му рече: и ти беше со Исус Галилеецот. Но тој одрече пред сите велејки: не знам што зборуваш. А кога одеше кон вратата, го виде друга и му рече на оние што беа таму: и овој беше со Исус од Назарет. Но тој пак се одрече со заклетва и рече: не го познавам човекот. Помалку потоа се приближи до оние што стоја таму и му рекоа на Петар: навистина и ти си од нив, зашто говорот твој те издава. Тогаш кога тој почна да се колне и се заколна дека не го познава човекот, веднаш запеа петел. И се сети Петар на Исусовите зборови што му ги рече: уште петел пред да запее 3 пати ќе се одречеш од мене. Па излезе надвор и горко плачеше. Видовте? Петар се одрекува од Господ Исус Христос. Одрекување од верата. Заради опасност на животот. Како што кажав, Петар ни е еден од најголемите навистина примери кои што ние сепак можеме, се разбира, да ги видиме. Иако Петар, како што кажав, беше со Исус, но се одрече, Библијата вели, од самиот Господ и Спасител. Кога зборуваме за верата, можеме исто така да видиме што ни е запишано во Тимотеј, 1 Тимотеева, ќе отвориме заедно и ќе видиме што таму навистина ни е запишано, 4 глава, 1 стих. И еве вели вака: Словото Господово. Значи 1 Тимотеја, 4 глава, ќе отвориме заедно и ќе видиме што таму ни е запишано. А Духот јасно зборува дека во последните времиња некои, значи не сите, меѓутоа некои ќе отстапат, се разбира, од верата, слушајќи измамнички духови и така натаму. Јате како Словото Господово ни зборува за остапување или одрекување на самата вера. Во последните времиња луѓето ќе се откажат од самиот Творец, од самиот Господ. Ќе се одречат всушност од верата кој што ја имаат во нашиот Господ и Спасител. Библијата исто така зборува како ќе изгледаат луѓето. Многу јасно и гласно зборува како ќе изгледаат луѓето во последните, се разбира, времиња. Но знај го, во последните денови ќе настапат тешки времиња.
Самата Библија, како што кажав, зборува во последните времиња ќе настанат тешки денови, каде што луѓето ќе се откажуваат од самиот Господ и Спасител Исус Христос. Со самото откажување од верата, во случајот ја губиме вечноста или го губиме животот вечен. Затоа, нека Господ навистина ни помогне, нека Господ ни даде сила да можеме да се обдржиме во верата. Почитувани слушатели, потребно е секојдневно да се дружиме со Светото Писмо, потребно е молитва, затоа што живееме во тешки времиња. Потребно е пост за да можеме да ја задржиме верата и да бидеме се посилни и посилни во Господа. Ако даде Господ, се разбира, ќе зборуваме и наредната емисија за последните времиња, за тешките времиња, за која што Библијата вели дека ги немало дури од почетокот на светот. Можеби ќе се прашаме како е можно да се откажат од верата во Господа Исуса Христа, верата во која имале со години, но самото Свето Писмо зборува при самите тешкоти некои ќе отстапат во последните времиња од верата. И тоа ништо не е ново. Еве, можеме и сведоци сме на многу такви нешта за жал. Затоа, да се молиме сите заедно и Господ навистина во овие тешки и последни времиња да биде со сите нас. Почитувани слушатели, Господ нека биде со сите вас, Бог нека ве благослови и како што кажав, се слушаме во наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно.